Законот е во процедура. Те новиве, сигурно знаете дека во Македонија има одредена внатрешна политичка криза, имено еден од коалиционите партнери ДПА излезе од владата. Така да не знам што ќе се случи, дали ќе се успее тој закон да се донесе, кога ќе има избори, дали ќе има предвремени избори, дали ќе има редовни избори во 2010. Така да не можам да коментирам, и интенција на владата да се возможи на представниците на диаспората да бидат избирани во собранието на Република Македонија. Што може значено исто во Детройт, јас спомнав и во вашите следби со соседниците, јас мината година бев запознат со проблемот околу вадењето на патни исправи. Ја разговарав со министерот Милошовски, со министерката Јанкуловска во неколку наврати и веќе таа опрема е купена. Се наоѓа во Министерството за внатрешни работи и очекувам некаде до мај месец оваа година да стане функционална. Со тоа што една од тие купени се 5 мобилни станици, една од тие 5 мобилни станици ќе биде стационирана во Северните американски држави и Канада. Со амбасадата во Отава и конзулатот во Торонто ќе направиме распоред од во кој период каде ќе биде таа мобилна станица, така да нашите сограѓани ќе може да вадат патни исправи во Северните американски држави. Тоа патни исправи во смисла ќе бидат земени патоците во електронски формат, кој што е неопходен за подготовка на овие пасоши. Тие ќе бидат со дипломатска пошта доставени до Скопје и во Министерството за внатрешни работи ќе бидат издадени пасошите, после тие пасоши ќе бидат доставени тука до Северните американски држави и ќе бидат испратени на нашите сограѓани.